Кога пред 3 години градоначалникот на општина Кочани воведе практика вработените во општинската администрација и во другите институции и организации први и во целост да ги плаќаат давачките по основ на даноци, веројатно малкумина очекуваа какви ефекти ќе донесе оваа мерка. Сегашните искуства и резултати ја потврдуваат исправноста на оваа мерка, бидејќи освен што така наречените буџетари 100% и први ги плаќаат даноците, директно влијаат и врз големената даночна дисциплина на сите други граѓани. Ние преземавме една мерка да секој оној кој што е вработен во општината или во институциите на општината, тоа се училиштата, тоа се градинките, тоа се библиотеката и комуналното јавно предпријатие, да мора да ги плаќаат своите обврски по основ на данок на имот или другата комунална такса. И наназад 3 години наплатата на овој данок е 100% извршена. Значи нема ниту еден вработен во овие институции да не си ги подмирил, или член од неговото потесно семејство да не си ги подмирил своите обврски према општината. Зголемените средства кои се слеваат во општинската каса возможуваат подинамична инвестициска активност на општината, која собраните средства главно ги инвестира во непотребните и суштински инфраструктурни и други објекти од интерес на граѓаните. Ваквата одлична наплата на данок на имот од физички лица е резултат на воведување на даночната дисциплина преку информирањето на граѓаните за неопходноста од плаќањето на даноците заради нормално функционирање на општината и користење на средствата собрани по овој основ за решавање на значајни инфраструктурни и други комунални прашања. Инаку со закон е определен процентот на данок на имот кој за објекти или семејни куќи и станови во кои се живее изнесува 0,1% од вредноста, а во кој не се живее, односно стојат празни, тоа е двојно поголем, изнесува 0,2%. Утврдувањето на износот на данок на имот се врши според законот за даноци на имоти донесен од страна на Собранието на Република Македонија и во тоа општината не може да има влијание. Тој процент е 0,1% за објекти во кои не се живее и половината од тоа во објекти во кои се живее. Методологијата на висината се утврдува спрема методологијата донесена од страна према правилникот донесен од страна на Министерството за финансии и се утврдува поединечна вредност на секој објект, односно на секоја куќа, дали е куќа, дали е стан, дали е помошен објект, дали е гараж и така натаму. Значи спрема таа методологија. Кога дојдовме во 2009 година немавме проценки, меѓутоа во 2010 година ние направивме препроценка за која беа граѓаните информирани, препроценка на целокупниот имот, односно на сите 11.000 даночни обврзници во општината Кочани и врз основа на таа методологија се утврдени висините на данокот на имот. За оние граѓани кои сметаат дека им се пресметува повисок данок од реалната состојба на објектите, градоначалникот Димитровски се повик да поднесат барање за нова проценка и пресметка. Сите оние кои што сметаат дека им е преголем, може и кој е премал износот за данок на имот, нека се обратат до општината, дали до едношалтерската канцеларија, дали до службениците кои што се задолжени за данок на имот, или пак до било кој од општината, за да го разгледаат предметот и да видат дали е оправдано или не е оправдано тоа зголемување на данокот на имот. А реакциите на поедини граѓани за зголемениот износ на данок на имот се должат главно на легализирани објекти кои по автоматизам имаат повисока пресметковна вредност, како и за новата вредност на цената на земјиштето.